Сега кај ке бега, во колона чека, и реванш ми нуди, но на само не пред други. Тогаш врата отвори и со прст ме покани, ми вели поја стави, мора да сме сигурни. Сецко, добре дојде у Хитмејкер. Добро ве најдов. Фала ви на поканата. Сецко, ти си, како да кажам, жанр у музиката сам по себе. Па може да се каже, да. И трајам 40 години више на сцена. Кажи ми, да треба, пред тебе имаш телекастер, пред тебе имаш Vox гитара и да кажеме, кажи нека друга заебана гитара. Ја зебана била Вандреша, немам, иначе би одбрал. Италијанска? Да, Може, да. може, ето и таа. И сега треба да избереш само една гитара за еден ден. Пример, треба да правиш песна, ствар за Мугер Фугер, треба да правиш за Клара Левински и за Lux Expedition. За кој бенд, која гитара ќе одбереш? Expedition е телекастер, да речем. Така? Да. А Tin Line. да. Било кој телекастер да е. И оној стандард, тоа му е намената. Онда за Мугер Фугер би го одбрал Vox, да, одлична гитара, пошто имам Vox, Teardrop или Spitfire или било кој. Сите тие од 60 години Voxовите се одлични, експериментална гитара. А Вандре лично не сум свирал, само сум гледал Да. како изгледаат. Тие се Таа е недостижна, да. И скапи се и посебни пластика, дрво, Да. дизајн, Девид Бови. алуминиум, да. Па и има пуно фаци, да речем, омилена гитара е на синот на Џон Ленон. Исто. На Шон. Свири. Не, на Шон. Да, на Шон, да. Дори си има сликано со неја пар пути. Да. Одлична гитара. Се ова ме наведува на едно размислување дека веќе во главата однапред имаш разграничено како стилски се треба да изгледа. И ги канализираш зависно за кој бенд работиш, се свичнуваш. Да, тоа мора да го научи, што некаде малце тоа Тој пач го уклучуваш, прав канал. Малце тоа тешко некаде да го разграничиш, пошто мене ми беше матичен бенд Expedition и кога влегов у различни проекти, да речем Мугер Фугер бенд што го направив сам, па Ексик претходно. Па после свирев со Горан Трајковски чисто околина и тоа е стварно е тешка работа. Свириш окей, ама не знаеш дали си дел од причата. И стварно е потребно нека свириш за да сватиш дека овде сум тој, таму сум друг. Битно влегуваш, па Да. Тоа е како некоја гледаш кај те носи се во... Да, како глумец ти дале улога негативец, позитивец, разбираш, негде си криминалец, негде си хуманитарец и тоа е тоа. Мислам, треба да ги играш, да знаеш сите улоги да играш, не само една улога. Ја за тоа сум се прилагодувал на различни места со различни луѓе и улогите се менуваат, да речеме. Во Карл Левински ми улогата исто е лидерска, значи ја го водам бендот, таму сум, освен што сум музичар, сум и лидер на екипа. И како се снаоѓаше, например, каков ти е филингот, дали поинаку ја доживуваш свирката, песната, затоа што сега си и вокал? Да, тоа е сасвим нешто ново за мене и тргнав, да речеме, од буквално од нула. Не ни знаев што ќе постигнам, дури пуно луѓе кои ме познаваат не ме храбреа да пеам. Се навикнаа други да го прават тоа место мене и не ни знаеа дека можам да отпеам. И накрај ги изненади, знаеш. Али вокалот, како и пристапот кон гитарата, звучи се освен стандардно. Да. Па добро, и таква музика е тоа, а ја и таков концепт имам во главата, значи на вокалот не треба да се користи само како средство за пренесување на зборови, него мора да има и одредена боја, како што имаат и гитари, така да ја често пати сум ги боел вокалите низ посебни миксери што ги имаат тие винте со дисторзии, со еха, со реверби, со хоруси, знаеш, такви ефекти кои што октавери меѓу мене и Горас Чаповски. Идевме на турне сега на концерт у Подгорица и му признав нешто.
дека као тинејџер прво многу ги сакав. Мизар у 8 оделение, Па да, сите сме ги сакале. славевме нова Да, година, нели со Да. со албумот и така натаму. Меѓутоа кога ги видов лайв, првиот впечаток као тинејџер, знаеш, кој што тек свири нешто на гитара. Си кажам, ој, дали не зеза, а паралелно гледаш Џо Сатријани, Стиви Вај, нели, се примаш. Да. За после тоа, тотално да ми се сврти цело мое поимување од начинот на свирење гитара, да сватам дека он свири на начин како што секој еден треба да свири, а тоа е да свири како што свири сам Да, човек. да, да. Не како овој, не како оној, туку кога ќе го слушнеш, знаеш дека е тој. И затоа го поврзувам сега овој муабет со тебе, затоа што Сецко да дојде у бенд, да примеш бенд со Сецко, никад не знаеш Сецко што ќе отсвири, што ќе му засвири во глава, што ќе излезе од него. Па да, и ја не знам што би било, да речем, ако би си у твој проект, не знам како би се изразил. Значи, не тргам со претходни некои претпоставки или овака треба биде, така треба биде. Значи, улетала му екипава и тоа што сум ја, тоа ќе искочи, пошто тоа сум го сватил со тек на време дека рок н ролот не е институционална уметност, туку дека уметност, дека тоа направи само уметност. Доволно е да знаеш 3 акорди да почнеш да си искрен. Секако дека има разлика студио и лайв. Дека сепак за лайв треба гитарата да ти направи вака, тука сум ја, ти биди на сцена свири, не се грижи, а у студио дека треба тоа да биде нешто шо по-интересно, нестандардно и така натака. Каде ја наоѓаш средината? Дали точно тоа што ти е на снимак, значи таа гитара што идеално одговара за аранжманот, можеш да ја употребиш и лайв или сепак за лайв бараш нешто, нека средина што ќе те Па да, ќе ти даде вака грб. ја обично користам една гитара сега за Карл Левински, една гитара и една за бекап имам, значи. Ако пукне жица или нешто се деси непредвидено, значи таа што и верувам и на таа свирам и таа што се осекам. Општо зборам и за Да. други проекти пошто си свирал на милиарди. Да речеме со Мугер Фугер свирев на еден концерт по 15 гитари ваде, пошто беа различно нашимани. Секоја гитара имаше посебен шим и таа свирев у студио фактички како главна гитара, сега позадина има и други гитари како леери што ги користам. Обично никад не снимам само една гитара, него достигнавам со различни гитари со различни карактери, различни дисторзии, различни звуци, негде иде клинот заедно со драйвот и така натаму, знаеш. И сега сакам да ги поедноставам работите у тој смисол, да не се товарам многу со опрема. А иначе во студио, еве за Карл Левински користев, да речеме, оваква техника, ги свирев оние грувовите и рифовите, ги свирев прво на една гитара, па после ги свирев у октава, истите една октава, па после тоа свирев гитара што нашимана у риф. Значи што има да речеме а и таа е целата у риф како што фаќа, значи и тие фактички три се залепија во едно. Значи не е само земи гитара и А не, наука. свири, туку што се би можело од таа гитара да биде како регистар, како штим. И треба да оркестрираш после тоа, да знаеш Да. каде таа треба да ја снема, доста беше со неа, нешто Па друго. нека иде некој, нека направи кавер или Да. нека украде, ако знае. Тоа е Прво стварно нема да тешко. знае да наштим. Тоа е стварно тешко. Мене ми често пути кога ќе се навратам на некоја песна наназад и ми треба време за да сконтам како сме свири. Не ми јасно, знаеш. Поготоа ако тюнинг некој посебен, ако не си го запишал тюнингот, тоа Пошаш нема. да се врати моментот. Ма некој не може да ги откриеш како се свирил оригинално, збор, може да преработам. Значи оригинално како што сум замислил, да речеме, сум користел некои штимови, да речеме Г, па после фис, 4 жици, Г, фис, и така сум свирал некои песни. Некои сум користел со неколку цис, една Г жица, разбираш? Да. И така. Ај го спомнавме горес, пак ја спомнам. Ми враќа гитара и ја удирам вака и не знам што е. Значи ја наштимал некој штим кој што он знае што е. Да. Ја требаше да ја барам што се штимува. Доаѓа на гости Лепи Џони и Љупа. Да. Он си сака штимови, ама. И
Љупа ја фаќа гитарава и он не знае што е, али имаше еден епик момент кога Љупа свири на гитара со од штимна гораст, почна да биде креативен и у момент почна да прави некоја ствар. Сега си седиш вака, знаеш, ама си го имаш тој епик момент кога го гледаш него со штимов од гора, знаеш. Да, па тоа е Сакам да ги охрабрам, значи и ова твоев муабет, значи ти као човек, као музичар, као гитариста, да ги охрабрам младиве гитаристи дека не е се стандард штим или дроп де, туку гитарата е знаеш, океан. ќе го надминеш тоа некој период, значи више ја у некои песни не знам како ќе ми кажат цисе и сега каде е цис у тој штим. Ме разбираш она е цис. Не сакаш пошто све е другаче на штим. Другачи распоред на жици има. Знаеш, повеќе свириш на осет. Значи не се базира на твоето знаење, него на она што осеќаш, како осеќаш и експеримент. Така, кажи ми, има ли шанса пак да се вратат Мугер, Фугер, Ласт? Па гледај се, Енко не е тука. За мене Мугер Фугер е проект кој што ја бар се осетив. Во последниот период кога ги работев на албумите, иначе обично издав албум за албум, секоја година по еден албум. И едноставно речено јас се осеќав истрошено од таа идеја, не можев ништо ново да пружам. Да. Мислам, можев само иако бендот е тако експериментален, многу различни албуми има од првиот до последниот, сите се, ама веќе гледав со тој концепт дека не можам ништо да пружам ново, знаеш. И затоа ги направив Карла Левински, кај што имам сосем поинако концепт, значи се користат ритам машини, семплери. Влијае ли свирење тој мултитаскинг на пеење и свирење? Многу ми е оттежнато, уште ми треба време да се прилагодам, затоа што буквално скоро постојано свирам, треба да пеам и да газам по педали, значи да ги памтам текстовите. Значи на све ми тоа исто време некад ми се дешава. Види, еден од моите херои, гитарски секакви као музичар, Френк Запа, никогаш не засвирил додека пее. Или е вокал, или е гитара кај него. Па веројатно сака да има фокус, само на едната ствар. И тоа е можда паметна работа. Истото го, да. Свириш, пееш, у таа галама знаеш како го наоѓам и многу често и кај Мона Неон, басиста еден, кој што е фанк музичар, джез фанк, кога пее не свири, измеѓу строфи, измеѓу стихови удара фрази. Да. И тоа да кажеме од некоја прагматичност веќе доаѓа до некој стил каде што тие паузи уствари прават и многу услуга на самата ствар. Аранжмански, таа комплементарност. Да. Текстот поиш искача се фокусира на вокалот. И текстот искача и фразите се као прашање одговор со текстот. Таа гитара што треба да се истакне, нема. Значи, у таа дупка влага вокалот е прв. Да. Тоа е окей. Кажи ми, кога снимаш онака гитара, предпоставljam само преку микрофон снимаш? Да, строго. Еден или поише? Овој последниот албум го снимав све со две појачала, два микрофона. Значи не фаќаше некој радио кој ги уклучи. Не. Vox AC30 Marshall Bluesbreaker, па после тоа Orange со сапро појачала. Значи не само моите, на оки гитарите и други, све снимав стерео и снимав со микрофони. Прво почело нещо со мене, ја ги викам стандард канцелариски микрофони, како што онај Sennheiser долгиот 441. Да. Со него почела и потоа продолжи со малце поагресивни микрофони, не како исто Sennheiser 421, они Dynacord е многу шарп, сличен на него, и ги спајав со различни карактеристики да бидат сите микрофони, гитари и појачала. Да не се судираат меѓу себе, знаеш, што има многу гитари свира за да сами се најдат така, да не биде. Дали некојаш некоја грешка или неочекувани нус појави во сите тие експериментирања резултирале со нешто што не си очекувал и те инспирира? Па ја и сум направил песни од такви грешки, значи останала педала да мотам. Знаеш, поготово некои албуми со Мугер Фугер што сме ги снимале на лента онака, оди лентата и тоа ти е пола саат, значи правиме сешон, прво сешонот го снимаме, па врз сешонот додаваме други работи. Врз канали, да речеме класично бенд како што свири, после додаваме. И сега некој остил
ехото госу со фленџери, дисторжон и евилопер, знаеш, свето уклучено на 10 педали, иде опашка и му кажа шо сега, знаеш. И на таа опашка лепиме после бубај и све останали, испаднале најбољи песни, тие уопште не биле предвидени. Да речеме Суицкова, чекајки го реате, така направено. Од опашка, од ефект, значи само опашката и таа трае 5 минути, опашката на таа опашка, значи на ефектот се залепени бубњови, бас гитара и све останато. Многу добар спој сте со Ицко, таа негова филозофска мисла и твојата филозофска музика. Да. Сецко, фала ти многу што дојде. Фала ви Се на вас. надевам на уште многу проекти, немој да се штедиш, троши се у секој бенд и прави нов. Да, тоа ми е работа сега, знаеш како тоа ми на некој начин повикот и даден ми е талент да работам на тоа, што се вика има и други чекаат наред, разбираш, за тоа. Енко како е, добар ли е? Ќе се враќа? Добар е. Он некоја збори ќе се враќа, некојаш не. Ќе видиме. Ако се враќа, добро дојдеме. Ја ради вас прв пат почнав формула да следам. Да? Порано, знам, пред 30 години идев кај вас формула, гледавме и ја тогаш немам видено некој толку страствено формула да следи, знаеш. Се да ти е јасно колку секунди, вакви гуми, толку литра става и бензин. Тоа енко е по формулата скроз. Ја обично кога сум гледал формула, тако друштво знам да гледам овака со луѓе, ама ако гледам сам заспивам. Не опива звукот на мене. Дим и за кратко време заспивам. Цецко, фала ти многу што Фала дојде. тебе, брат. Се гледаме. Се видиме. Чекора меѓу непознајници, секој чекор земја дрзма. Круткава душа, но став на крала, човек што простува. Пред мене насмевки и поздрави за мене, матни погледи и шепоти. Прва од крај, последна од стар немилосрден град. Прва од крај, последна од стар, тако немам свој град. Немоќна сум да премолчувам кога сведочам неправда. Клинч со себе ако попуштам, секој ден похрабра. Пред мене насмевки и поздрави за мене, матни погледи и шепоти. Прва од крај, последна од стар, немилосрден град. Прва од крај, последна од стар, тако немам свој гард. Прездрав, но без разум, реалноста тежи, не споделя социјални мрежи. Легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со љубовен рулет. Се коцкам со се и секого, една карта или ништо, или се. Но заборав оставив се што било одамна. Играм дури и со времето.
хубаво име со кадифен глас. Дарко Андоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш. Повели. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноки не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. Денес со нас во хитмейкер е Александра или Алекс. Кој беше процесот на креирање на песната? Па тоа треба Пајача си го прашате. Пајача само одлучи дека јас најдобро би му ја прикажала неговата визија. Да. И успеа во тоа. Ете, ја слушаме Те чекам од Алекс. Го сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. По секој издив на ветрот, те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Градот спие мирно, сенките играат шах. Твојата облека ја гледам во секој празен ќош. Градот спие тивко е, празно е без нас. Во секој останат ти те чекам, пак да те видам. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. По секој издив на ветрот, те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Те чекам. Душа прашуваат се, кажи крајот дали баш вако е. Мислиш ли, кругот врти последен пат. Се сеќавам на она што знам. Заиграј со себе и биди другар. Ајде кажи ми, вреди ли? Јасно привидение, учи душа љуби ме. Човек види ти над се и ајде друга кажи ми, вреди ли?
играј со себе и биди другар. Ајде кажи ми, вреди ли? Јасно привидение, учи душа љуби ме. Човек биди ти над се и ајде другар кажи ми, вреди ли? Сега ќе ја слушниме Елф со песната Од дно до врв. Безпрекорни господа, кои од калта пијат вода за гнила слобода. Очи гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Очи гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Ако затапанам, ќе се растрепери твојата душа и не ќе чујам ништо друго, освен крик, грми, твоето небо ме напаѓа, ти доаѓам вооружен до заби, во изворот да ти погледнам бикот од пес. Ќе ја преврати земјата и кој знае каде ќе заврши бикот од пес. Бикот од пес. Модрата светлина ми ги разурнува
зидиштата. Ке се допрам со увото до земјата, штом живеам со тебе. Нема да поцрни сонцето. Майк чек 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика куманоед, зверои твоите, ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот не направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта. Јас сум оган, ти си жарта во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си, јас сум прв, ти секад ке бидеш другиот, proving strong, дека сум тука да останам, ти збери парталите да не налеташ на нишан следен план. Ние сме црно семе, ова е наше време, ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби. Рапот е за секаква мисла, не за проклети пари и курви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени, кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. Затоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пеха ке дигнам. Луѓе да викаат моje име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чуме најгласно, да успееме заедно, е баш за тоа снимам. Така да, ја мислам ако повредиш рокер, тој таа болка, од таа болка ќе добие инспирација и ќе направи најдобра балада. Сите хитови се така направени, ми се чини. Па ајде да слушнем уште еден хит. Блиско до тебе. Празни тажни улици и се уште не знам зошто на крај ти ме остави. Време минува, но јас стојам таму кај што ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробам да се доближам близко до тебе. Јас те чувствувам со секој мој стив. Јас те вдишувам и се надевам дека може бити еден ден ќе дојдеш пак. Секој нов ден се трудам и пробам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти ме
поглед на страл демон мой, лице од беси, лаги и безброј. Јас сум целосно загубен, загубен во тебе си, во мене. Ти дадов поглед, ти ме збори насмевка. Јас сум загубен, во тие очи зелени, во тие очи зелени. Јас сум загубен, јас сум загубен. Ти дадов рака, ти мене ног совршена. Загубен во тебе, загубен во тебе. Јас сум загубен, јас сум загубен во тебе, загубен во тебе. Loša verzija i ko znaš što sam. Loša verzija na ona što god cenam jaska imaš, a cenam iskrenost i vernost i sigurnost do krajno to, a nego gledam jaš дека не си стварно таков, аргументи немам јас, а тоа злато биди сигурен ме остава без глас. Не се потребни изговори и го знаеш тоа сам, јас се за тебе знам. Не си само злобен, тоа го знам, знаеш и да си умен, тоа го знам, дури и малку чуден, да тоа го знам, да стори нешто да ти верувам. Не си само злобен, тоа го знам, знаеш и да си умен, тоа го знам, дури и малку чуден, да тоа го знам, да стори нешто сакам да ти верувам. Ако стигнахме до таму, пак да не се јавиш ти, дали сето ова ќе има смисла да продолжи? Не се потребни изговори и го знаеш тоа сам, нема место, знај за срам. Не си само злобен, тоа го знам, знаеш и да си умен, тоа го знам, дури и малку чуден, да тоа го знам, да стори нешто да ти верувам. Не си само злобен, тоа го знам, знаеш и да си умен, тоа го знам, дури и малку чуден, да тоа го знам, да стори нешто сакам да ти верувам. Како ги правите песните? Песна настанува така, доаат близнаците со пеање, така ли, почнат да си пеат. И
Ацо мора да слушне што пеат, ствари. За да фати. И да најде дека се това пее. Од кога да знае дека се пее, тука сам ја да става малку реги у него. Андре влесе малку бас. Колку лесно звучи. Имаме еве оваа што ќе слушнат гледачите на Хитмейкер. Ние поодамна средена снимане кај Ивица Енкуловски Штраф. Поздрав за него. Ја лизна на луш под банана. Мајмун гледа, мајмун прави, нели така? И јас како кокозака сум надебал мајмунски стаж. Се спремам и стегам багаж. До Амстердам живот да видам, на државен трушок да бидам. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. Out of me. 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 Out of you. 21 век, деме homo sapiens. Поише ми личи на еректус, на пупе. Иако веќе ме правите мајмун, сакам и ја на рехабилитација у Амстердам. Сакам како коко 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 у Амстердам. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. Out of me. 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 Out of you. They feeding us bananas. They feeding us bananas. They feeding us bananas. They feeding us bananas. Sacam kako koko u Amsterdam. 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 Крадат ли крадат? Лажат ли лажат? Трпи ли трпи? Мајмунска депресија.